Фокусот е сега дома. Ова е клучната порека што премиерот Зоран Заев и неговите министри ја испраќаат сега кога заокружувањето на договорот од Преспа е во својата завршна фаза. Реформи и одлуки што ќе значат обезбедување на условите што Европската комисија ги бара од Македонија, ама најважно, исполнување на ветувањата што владата им ги должи на граѓаните. Како ќе успее премиерот ова да го обезбеди во услови кога политичко-партиските игри токму дома не стивнуваат? Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски побара распуштање на парламентот, оставка на премиерот Заев и формирање на влада по пржински крој. Барање што не изненадување наидува на поддршка и кај дел од тимот на самиот премиер, ама и кај коалицијскиот партнер ДУИ. Партијата на Али Ахмети се чини дека ги користи токму председателските избори за некои собствени позиционирања. Господине Заев, по заокружувањето на некој начин на Преспанскиот договор, институционално и тука и во Атина, сите владини функционери се јасни во своите изјави дека сега владата ќе се фокусира дома. Но паралелно со тоа се погласни се најавите за можни предвремени парламентарни избори. Нив ги побара опозицијата официјално, меѓутоа како што гледаме и дел од вашите министри се согласуваат со тоа и ДУИ се прилично нејасни во таа позиција. Од друга страна пак пораките на амбасадите се јасни. Тие велат немате време и за гласање и за реформи. Како ќе пресечете на крај? Добро, легитимна е дебатата. Демократска земја, демократски партии, во мојата политичка партија секој пат дебатата знаела да изнедри квалитетни одлуки. Секогаш во одлуките се носиме пред се интересот на граѓаните и државата. Значи, неколку пати кажувам, затоа е веројатно и тој дел на дебатата за избори, заради тоа што кај нас и чувството, анкетите покажуваат дека треба да се оди на избори, заради тоа што ќе добиеме 4 годишен мандат. Но, при тоа може да наштетиме на државата. Зошто? Заради тоа што сме во фотофинале конечно кон добивање на тој датум за отварање на поглавја каде што се отварат и фондовите и слично. И во вакви околности не смееме да дадеме изговор на било која земја членка, ниту пак на Европската комисија, дека Република Македонија ги забавила реформите, односно не ги дозавршила до крај, заради тоа што одлучила да оди на парламентарни избори. Таа дебата и суптилноста внатре во сите детали веројатно ќе ни го даде конечниот одговор дали ќе одиме на предвремени парламентарни. Значи дека се уште немате финална Немаме одлука. Ние одржавме координација нова пред неколку дена и ќе следните денови продолжува таа дебата, каде што најупатените во високото раководство добија задача од Централниот одбор, кога ќе ги разјаснат тие дилеми, да ја донесат одлуката. Јас верувам дека комплетното раководство на мојата партија, но и на целата коалиција, ќе се води од интересот на државата и на граѓаните. Секако, ако тој интерес на граѓаните и на државата може да се исполни комплетно со предвремени парламентарни избори, ќе разбераме и ќе одиме. А ако не, ако видиме дека загрозуваме нешто, ставаме под ризик, убеден сум дека ќе доминираат одлуките да се одработи работата до крај. Премиерот е свесен и за важноста на моментот од аспект на настаните што ќе следуваат во самата Европска Унија. Заради тоа што во јуни ќе бидат завршени изборите за Европскиот парламент. Тоа значи државите членки ќе бидат малку олабавени, нема да бидат под домашен притисок, кој што во некои земји се случува заради несакањето или немањето на амбиент да продолжи проширувањето на Европска Унија. За Македонија се сите, но таква дебата има во некои земји членки. Ова сегашна комисија завршува свој мандат, сака да остават своје легаси, наследство. Да остават еден успех повеќе. Македонија ги исполнува сите и политичките, а еве завршуваме и со реформите, имаме диалог во Македонија, дај Боже да имаме ефекти од имплементациите, за да блескаме уште повеќе, не можат да не го дадат датумот. Шефот на владата повторува дека има функционери од чија што работа не е задоволен и дека таа точка секако ќе дојде на дневен ред. Но реконструкцијата ќе зависи сепак од генералната одлука за можно предвремено гласање. Ако нема избори, можна ли е реконструкција? Во неколку наврати најавувавте дека не сте до крај задоволни од сите функционери, дека имаат капацитет со овие реформи што ги зборувате да се изнесат. Дефинитивно фокусот е дома веќе. И кога знаеме, после 20 месеци влада, ние знаеме слаби карики, предности и слично, вредно е секако да се размислува за тоа и неслучајно општеството, јавноста чувствувате притисок дека треба нешто дома да се дека некои слаби карики треба да се отстранат. Јас не размислувам се уште заради тоа што на 8 февруари се распишуваат изборите, нема промени. Кога се изборите, значи не можете ни дисциплинска мерка да изразите, не да смените, да бирате, да разрешите или слично, но убав период е за тој временски период, во колку не се оди на парламентарни избори, да се размисли на таа тема. Ако се оди на парламентарни избори, следува нова влада.
и во такви околности буквално нема аргументи зошто да се размислува за реконструкцијата и следува после тоа нова влада. Во секој случај реконструкција или нова влада, без разлика дали ќе има, во зависност од тоа дали ќе има парламентарни избори или не, може да очекуваме мај, јуни и понатаму. А и со постоечките кадровски капацитети ЗАЕВ ветува силни реформи и економска година, пред се благодарение на решавањето на спорот за името. Политичка одлука што и тоа како ќе влијае, не само врз трговската размена со Грција, туку и врз целокупната економска активност. Ја завршивме 2018 година со скоро 19% зголемена трговија меѓу Македонија и Грција. Тоа не е малку. Мислите се должи тоа на договор? Да, секако се должи. Значи, некој викат, ама на 17 јуни го подпишавме договорот, а зборувате за цела година. Да, ама претходно сменивме аеродромот името, сменивме автопатот, Грција презема одредени мерки да не пушти, да продолжиме во делот на договорот за асоциација и стабилизација, Јадранско-Јонската унија и слично. Зборуваме за граничните премини, го раздвижи бизнисот. 19%. Тоа е 1/5 од досегашната вкупна трговија повеќе работиме. Со една Австрија 60% имаме зголемена, например, трговијата. Значи не е само со Грција, туку воопшто мислите дека влијае на... Секаде ќе влијае, затоа сум вака оптимист за економијата и тоа е впрочем втората причина. Да одработиме на економски план сега. Убеден сум, инвестициите се големи во најава. Детали за заинтересираните компании и новите инвестиции премиерот вели дека не се откриваат, поради деловните политики на самите фирми. Обично инвестициите доаѓаат од големи компании кои што имаат своји акционери и бордови. Сакаат тие да ги соопштуваат. Не сакаат владата. Ние соопштуваме колку се наброи. Треба да внимаваме на нивните органи на одлучување. Приватни компании се пред се, но јас сум среќен што соопштуваат, дури се толку позитивни информациите кои што доаѓаат од сите тие со кои што сме зборувале, во кои што верувам 10, 20, 30% да се исполни од тоа е многу, е големо за Македонија. Зошто? Заради тоа што ќе прави притисок за нови работни места, позитивен притисок, кој што ќе крева платите во Македонија. Не може да не ги крева платите во Македонија. Значи немате веќе оправдување од аспект на спорот за името, оправдување што го користеа и вашите претходници најчесто, една голема политичка тежина тргната од врат. Ви велите сега ќе се фокусирате на економијата. Минатата година реализацијата на капиталните инвестиции беше прилично слаба. Очекувате оваа година или ветувате нешто поголем дел? Генерално за растот, развојот на Македонија повеќе немаме причини. И впрочем тоа беше причината најголемата за да го решиме овој проблем. Научивме 27 години, видовме колку е тешко, мачно, ова крупно прашање кое што буквално беше тек влечење надолу на Македонија. Сега го нема. И не само тоа, при тоа создадовме пријатели кои што сакат дури да покажат плюс на граѓаните во Република Македонија економски бенефит од не така лесната одлука која што нашата Македонија ја донесе. И верувам дека ќе успееме. Впрочем, средбата во Виена со канцеларот Курц беше токму за тоа. Средбите кои што сега ги правиме се токму тоа, економијата зборуваме. Во Виена зборувавме 90% економија. 10% објаснивме перспективи, политички реформите кои што не се случуваат. Значи се менува целиот фокус веќе. Комплетно сме фокусирани дома на економија. И јас верувам дека и министрите соодветни за надворешни политики, НАТО, ЕУ ќе ме растретат и мене. Јас сум пред се економист. Јас добив поддршка пред се на економските аспекти и тоа што го сработивме до сега е заради економија. Граѓаните, ако сакаме да ги задржиме дома, прво и најдоминантно мораме да обезбедиме економски услови на доволно примамлив живот дома. Секако мора да има владење на правото, мора да има добро здравство, мора да има добро образование, мора да има слободни медиуми, мора да блеска државата за да биде доволно примамлива. Оти таму кај што имаат алтернатива и те како им е привлечно. Не е како дома. Но да донесеме Европа дома. А кога мислиме, не мислиме на надворешните политики, мислиме на економијата пред се дома. Фактот што, како што и самиот премиер ЗАЕВ вели, нема веќе оправдување за се ветено, а не исполнето. Може да биде силен ветер в грб на владата и на оние министри, кои добро разбрале што значи да се биде слуга на народот, но и голема политичка шлаканица в лице. За оние во чии ресори, за волја на вистината, пречка за несработеното никогаш и не беше спорот за името, туку немањето на капацитети. Кој е кој во приказната и колку Македонија на вистина знае да си го насочи фокусот и дома и правилно, ќе оцена самите граѓани, ама и Европската комисија на лето.